Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Тоа што Ивана Стојановска со себе ја зеде и Катја искокна од балкон, не е отсуство на љубов кон ќерката, туку трагично изобличана перцепција по траума како резултат на долгогодишното насилство од Стојанче Јовановски, утврдиле психијатрите кои го работеле нејзиниот психолошки профил на барање на обвинителството. Ваквите наоди денеска во завршните зборови ги презентираше обвинителката Адела Бојчевик во предметот каде Стојанче Јовановски обвинет за наведување на самоубиство, телесни повреди при вршење семејно насилство и загрозување на сигурноста. Обвинителството предложи судот да го осуди Јовановски на максимална казна за сите три дела, како порака за генералната превенција дека психичкото насилство може да убива како и физичката сила. Стојанче Јовановски во денешните завршни зборови порача да се земат изјавите на сведоците со предпазливост, зашто се пристрасни, контрадикторни и тенденциозни. Најголем дел од младите луѓе кои загинаа во дивата дискотека Пулс во Кочани починале од труење со јаглерод моноксид, констатирале обдукцијските наоди кои ги изготви Институтот за судска медицина, а кои што обвинителството ги презентираше на денешното судско рочиште за Кочанската трагедија и со тоа почна фазата на изведување на материјални докази. Дел починале од згмечување во стампедото, а само еден починал од изгореници. Најмладата жртва имала 16 години, а нестарата имала 49. Кај 5 од жртвите обдуциското мислење од Институтот за судска медицина исто така констатира насилна смрт, која настапила од задушување од притисок врз градниот кош или како резултат на недостигот на воздух и кислород во околната средина. Министерот за внатрешни работи Панча Тошковски рече дека 14 лица се повикани на разговор во врска со врсничкото насилство кој се случи во скопската населба Ѓорче Петров, каде 3 девојчиња брутално малтретирале и понижувале нивна соученичка. Тошковски нагласи дека сериозно се истражува овој случај и дека меѓу повиканите се и родителите на 3 ученички, осомничени за малтретирање на нивната соученичка. Тој нагласи дека се работи за малолетници, па јавноста ќе биде информирана внимателно и со ограничени детали. Во случајот е вклучено и јавното обвинителство кое постапува по насока на надлежен јавен обвинител. По многуте реакции низ годините на собствениците земјиштето на градиште околу процесите со денационализација, сега повторно се појавија реакции од граѓанската иницијатива Правда за градиште, откаде велат дека кампот крај Охридското езеро практично функционира како диво градилиште. Камп Приколки се претвораат во апартмани и се издаваат на туристи и тоа не се привремени објекти, туку реални дивоградби, стои во реакцијата на Правда за градиште. Триесет изгубен човечки живот на работно место е билансот за 2025 година. На Светскиот ден за безбедност и здравје при работа 28 април, Македонското здружение за заштита при работа го објави годинешниот извештај за минатата година, кој покажува загрижувачка реалност. Во текот на годината се евидентирани 132 несреќи при работа, од кои дури 31 со смртен исход. Ова представува речиси двојно зголемување на бројот на загинати во споредба со 2024 година, кога биле регистрирани 17 смртни случаи. Способноста на Иран да го блокира сообраќајот низ Ормускиот теснец се покажа како стратешка преданост во конфликт што често се сведува на исцрпеност. Сега, Иран изјави дека ќе ја прекине контролата врз Ормускиот теснец по два услови. Едниот е САД да ја прекинат блокадата, а другиот е војната да заврши. Од друга страна, Белата куќа на оба возврати дека црвените линии на Трамп остануваат непроменети.
Луксузна супер јахта поврзана со еден од клучните сојузници на рускиот претседател Владимир Путин помина низ Ормускиот теснец и покрај тековната блокада на клучниот морски канал, објави BBC. Бродот од 142 метри поврзан со санкционираниот руски милиардер Алексеј Мордашов отпатува од Дубај до Мускат, Оман за време на викендот, еден од само неколкуте приватни бродови што поминаа низ теснецот во последните месеци. Иран продолжува да го ограничува превозот преку овој витален воден пат, откако претседателот Доналд Трамп објави дека американските сили ќе воведат блокада на иранските пристаништа. Водителот Џими Кимел се соочи со остри критики по шега упатена кон Меланија Трамп, пошто Белата куќа побара негово отпуштање. Коментарот дојде неколку дена пред вооружениот инцидент во Вашингтон, што дополнително ги засили реакциите во јавноста, а тој беше обвинет за поттикнување политичко насилство. Кимел се обратил на Меланија со реченицата: "Господјо Трамп, сјаете како идна вдовица", и како што објасни самиот, станува збор за лесен хумор и во никој случај не бил повик за атентат. Од друга страна, Доналд Трамп побара тој веднаш да биде отпуштен, а Меланија Трамп оцени дека ваквите изјави шират омраза и се штетни за општеството. Ова беше се во попладневните вести на Слободен печат. Утре се гледаме повторно. Убаво попладне.